Има збор господинот Ивановски Игор како овластен представник на предлагачите. Повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги и пратеници, денеска пред вас е предлог законското решение, поднесено од страна на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери. Станува збор за исклучително позитивно законско решение со кое што бараме заеднички да ја покажеме и волјата и определбата да помогнеме на огромна популација во Република Македонија, тоа се македонските студенти. Зашто станува збор веднаш на почетокот? Сите македонски студенти, без разлика дали се запишани на државните или на приватните високообразовни институции, на додипломските, но во одреден дел и на последипломските студии, имаат законска обврска да при секоја комуникација, да при секоја формална релација со органите на високообразовните институции, односно факултетите, да плаќаат административна такса, која што е регулирана со Законот за административни такси, и таа изнесува 50 денари. Значи, буквално, за секоја потреба студентот, од пријавување на испити, од заверка на семестри, од барање на разни потврди, кои што треба да ги добие од факултетот, како и за сите останати комуникации со органите на факултетите, студентите се обврзани, приморани или имаат обврска да ја плаќаат оваа административна такса од 50 денари, но нивниот трошок не изнесува 50 денари, бидејќи со одредени измени во други закони кои што го регулираат платниот промет, студентите имаат обврска да оваа административна такса која што ја плаќаат или преку банките или преку поштата, да на неа плаќаат многу повисока провизија отколку што тоа беше во минатиот период, и таа провизија варира како дискрециона одлука на банките, односно на поштата, и распонот се движи од 20 до 50 денари, што го прави трошокот за еднократна трансакција при една уплата од најмалку 70 до најмногу 100 денари. Кога ги си имало предвид дека еден студент во текот на својата една академска година има потреба од најмалку 12 до најмногу, а тоа зависи колку е успешен во своето студирање и тоа никој не може да го процени, потреби од уплата на оваа административна такса, се доаѓа до пресметката дека студентите во текот на една академска година имаат обврска да плаќаат најмалку 1200-300, па во одредени ситуации и над 2000 денари на годишно ниво. Станува збор за административна такса која што ја наметнува државата. Парите кои што ги плаќаат студентите завршуваат само во буџетот на Република Македонија. Јавноста треба да знае дека овие пари кои што ги плаќаат студентите не завршуваат на сметките на факултетите, со кои што пари би можело повратно да се зајакне или да се зголеми квалитетот на високообразовните услуги кои што тие ги добиваат. Или со други зборови, студентите плаќаат, факултетите одработуваат за таа услуга, а парите ги добива незаслужено државата, односно владата, која што стопанисува со народните пари преку буџетот на Република Македонија. На овој начин се генерира една ситуација во која што се наметнува и една неправда према студентите, но и значително се зголемува и онака нискиот буџет, личен и фамилиарен, и на студентите на нивните семејства. Од тие причини пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери предлагаат оваа административна такса од 50 денари да се укине и таа да не постои. На тој начин сметаме дека ќе се постигнат повеќе ефекти. Првиот е економскиот. Навистина ќе се помогне на студентите на нивните семејства да дел од скромниот, нискиот, личен и фамилиарен буџет биде олеснет. И да дел од парите што се даваат за оваа намена, која што сметаме дека е непотребна, ќе се ослободат за други намени и студентите ќе можат овие пари да ги инвестираат или во некој тип на информатичка опрема, во учебници и други наставни помагала, или во било која друга работа која што треба да им помогне во нивното студирање.
Втората работа или вториот ефект е ефектот или принципот на солидарноста. Сметаме дека Македонија, која што е зацртана во Уставот како социјална држава, треба да се грижи за своите граѓани. По последните податоци, ако се тие релевантни, во учебната 2010-2011 година на сите високообразовни установи, и приватни и државни, се запишале над 63.000 студенти во сите студентски години, говорам за бројката на додипломските студии. Значи, ова е огромна бројка на студенти која што постои во Република Македонија. Сметаме дека како собрание, како пратеници, мораме да покажеме висока доза на солидарност кон нив и да им помогнеме во периодот кога најмногу таа помош им е потребна, а тоа е додека студираат и не заработуваат, за да ефективно, квалитетно и навреме го завршат факултетот и понатаму да влезат на пазарот на работна сила и да заработуваат за себе и за своите идни семејства. Сметаме дека на овој начин со укинувањето на административната такса за студентите ќе се постигне и принципот на правичност, бидејќи студентите во овој момент плаќаат за иста услуга повеќе пати. Тие веќе платиле спреку плаќањето на партиципацијата, која што постои на државните, постои и како школарина на приватните универзитети. Нема никаква логика и нема никакво законско право човек за иста работа да плаќа 2 пати, 3 пати, 4 пати. Сметаме дека со плаќањето на нивната партиципација студентот си исполни својата обврска. И факултетот треба да му ја возможи неговата услуга без разлика за која и да станува збор. Конечно, еден од ефектите ќе биде и подобрувањето на економијата, бидејќи во отсуство на странски инвестиции, во отсуство на зголемување на инвестиции, особено во реалниот сектор, доминантен генератор на растот или на економијата во Република Македонија е личната потрошувачка. И тоа не е ништо ново. Впрочем, тоа е резултат или ситуација и во развиените економии. На овој начин, преку ослободување на парите, кои што студентите во овој момент ги плаќаат во буџетот, ќе овозможиме да тие пари останат во нивните джебови, односно на нивните родители пред се, и да тие пари се инвестираат преку личната потрошувачка во формалниот дел на македонската економија. На тој начин, одредени финансиски средства директно ќе се влеат во официјалните токови на економијата и ќе помогнат во незиното функционирање. Оваа дебата ја водевме на Комисијата за финансирање и буџет и во дел од таа дебата апелираме да не се повтори денеска на пленарната седница. Колеги пратеници од власта, денеска ниту сакаме, ниту имаме намера да се расправаме и докажуваме со вас. За тоа како функционира образовниот систем во Република Македонија, за кој што имаме огромен број на забелешки, бидејќи не се согласуваме како тој се води. Дебатата треба да ја водиме и ние сакаме тоа да го правиме, но не по овој закон, бидејќи овој закон се однесува директно за финансиска поддршка и укинување на административната такса на студентите. За образованието, особено за високото образование, сакаме да разговараме и го охрабруваме председателот на Комисијата за образование да закаже тематска, јавна, проширена или како сакате расправа, на која што ќе дебатираме за сите аспекти од образованието, кое што е далеку од потребното ниво во Република Македонија. И за жал, се подлабоко и подлабоко пропаѓа. Дел од тезите кои што беа соопштени од страна на представниците на власта ќе ги споменам сега, бидејќи сметаме дека не се апсолутно прифатливи. Едно од нив беше дека станува збор за, со нивните зборови, мали пари и дека тие не значеле ништо. Ние велиме, нема подобар аргумент од тоа што го говорите, дека станува збор за, според ВМРО-ДПМН, мали пари, да се прифати законот. Ако навистина ова се мали пари, државата ќе преживее и без нив. Државата ќе преживее без нив, бидејќи во буџетот на Република Македонија за 2011 година сте предвиделе, владата предвидела, вие тоа сте го гласале, да се влеат 40 милиони евра од административни, судски такси, од казни и друг вид на неданочни приходи. 40 милиони евра. Или тоа е најмалку 10 пати повеќе од тоа што се собирало во некој претходен период. Ние велиме парите на граѓаните да не идат во буџетот, да им ги оставиме на студентите на нивните семејства.
И потврда за тоа ќе ви дадам во последната со податок кој што е емпириски. Во последната анкета на Институтот Прогрес, граѓаните велат на прашањето дали власта го троши државниот буџет во корист на граѓаните или во своја корист. Повеќе од 50% или точно 54,2%, огромен број на македонски граѓани одговориле дека власта си го троши буџетот во своја корист, а не во корист на граѓаните. Парите не се на власта, парите се на граѓаните. А граѓаните имаат чувство и веруваат дека власта не ги троши за нив, туку само за своји партиски, лични или било кои други потреби. Нема подобар начин да помогнеме на граѓаните од тоа да кажеме дека еден тип на давачка, административна такса во овој случај треба да се укине и парите да им ги оставиме на студентите и на нивните семејства. Мораме да го пренесеме и мислењето на студентите, бидејќи и вие тоа добро го знаете, нема студент, или подочно кажано, секој студент со кој што сме разговарале, го поддржува ова решение. И вие тоа добро го знаете. Погледнете ги социјалните мрежи, погледнете ги коментарите, погледнете ги блоговите или порталите на кои што студентите најмногу се активни. Нема студент кој што вели дека не треба да се прифати ова решение. Напротив, велат, ајде донесете го ова решение. Тоа е во интерес на сите студенти. А кај студентите има и членови на СДСМ, и членови на ВМРО, и на ДУИ, и на НСДП, и на ДПА, има најголем број неопределени. И тие бараат од нас тоа што им следува, да им помогнеме и парите што ги даваат непотребно, незаслужено, да им ги оставиме за тие сами да одлучуваат што да прават со нив. Ние како опозиција жалиме што организацијата студентска на најголемиот и најдобриот универзитет, а тој е Универзитетот Свети Кирил и Методи, не смогна сили да излезе од партиските кондури и да студентскиот парламент, кој што го предводи партиски член на ВМРО ДПМН, да се охрабри и да даде поддршка на ова решение. СДСМ нема намера да се кити со ова решение. Бараме поддршка консензуална од сите. И на крајот тоа ќе биде одлука на парламентот, а која што директно ќе се одрази на сите студенти, пак ќе повторам, без разлика од кој етникум, од кој пол или партиска припадност тие доаѓаат. Од тие причини, колеги пратеници и пратенички, апелираме да го прифатите. Република Македонија се наоѓа во сериозна социјална криза. Македонија е држава со најголем процент на сиромаштија во Европа, со највисок индекс на мизерија. Анкетите покажуваат дека повеќе од 70% на македонските граѓани и семејства ги трошат своите приходи само за храна и за сметките за домување или за комунали. И дека немаат воопшто приходи за квалитетен живот. Тоа го покажуваат анкетите. Ајде да им помогнеме во мал дел, бидејќи СДСМ сака да ги укине и да ги намали сите давачки кои што се наметнати, кои што се незаслужени, кои што се непотребни. Но во исто време да им помогнеме на оние на кои што најмногу тие средства им требаат. А студентите се токму тие граѓани. Тие не создаваат приход, тие ги трошат парите на своите родители, на своите баби и дедовци. За жал, студентите во Република Македонија се на грбот на нивните семејства и живеат цели фамилии со една пензија, со една плата или со социјални приходи од 1000-2000 денари. Не се живее со тие пари. Елиминирањето на оваа административна такса ќе биде еден чекор напред, да помогнеме на овие луѓе, да им го зголемиме нивниот многу мал фамилиарен и личен буџет и да направиме навистина еден правичен, солидарен и потек со кој што ова собрание ќе се гордее. Апелираме да гласате, да не се водите од тесно партиските интереси, бидејќи гласањето на оваа одлука нема да му наштети на буџетот, напротив, на среден рок ќе му помогне, а донесувањето на оваа одлука од утре натаму ќе се одрази, верувајте, екстремно позитивно во животот на, барем по последната статистика, повеќе од 63.000 студенти запишани на сите факултети. Пресметете колку се тоа семејства, пресметете колку ќе им се помогне на семејствата кои што имаат повеќе од 1, 2, а некои имаат и 3 студенти кои што во исти период ги издржуваат. Од тие причини апелираме да го прифатите предлогот
на СДСМ и коалиционите партнери за укинување на административната такса за сите студенти во Република Македонија, за сите факултети, и државни и приватни, и за сите намени кои што тие имаат обврска да ја плаќаат ова административна такса од студенари. Благодарам. Благодарам, господин Спасеновски. Александар има реплика. Повелете.